Јасмина Дурич, веќе долго време вие работите во Арама. Во изминатиот период бевте активна во социјалните мрежи, дел од медиумите, но сега во последните неколку дена добивте отказ. Кажете ни нешто повеќе за вашиот случај. Значи, мојот случај почна од кога почнаа протестите против аболиција на претседателот на Република Македонија. Од сликата која што беше објавена како сум во први редови заедно со против полициските припадниците на полицијата. Така да од тогаш добив прекоманда веднаш експресно за некои си 5-6 дена. После таа прекоманда што ја добив, значи бев казнета исто 10% од плата заради нарушување на углед за тоа што настапував по телевизија, за тоа што го изнесов случајот во јавност. Барав потоа да ми одобрат годишен одмор, не успеав да добијам. Барав исто неплатен одмор, исто и тој не ми го одобрија. Потоа сака да ме задолжат на друго работно место, односно да почнам да должам кујната, а претходното место не ми беше разложено, што беше, да кажам, јас го доживав како еден притисок финансиски да ме заглават. Така јас го доживувам тоа. Што планирате сега да направите? Како го доживувате тоа сега? Кои се реакциите? Јас ова го доживувам дека е најдобра можна опција во моментов, затоа што во таква фирма, односно во таква државна администрација, во таква армија, значи моето место не си го гледам таму. Значи системски се уништуваше армијата од кога сум влезена 2002 година до 2016 како што сме сега. Системски се уништи тотално, поготово последниве 4-5 години од кога дојде ВМРО на власт. Затоа што заради, мислам, никогаш не било така и никогаш војската не била партизирана. Меѓутоа, ова мојот случај не е прв и единствен, туку има многу други случаи кои што од страф нели од екзистенцијални и финансиски причини не ги кажуваат своите маки и проблеми, па се приморани да патуваат, не знам, од крај до крај на земјава и се плашат да ги кажат своите ставови, не се чувствуваат слободни како граѓани, некако како да ги ограничува униформата наместо да ги ослободи, затоа што војската не сме и не треба да биде партизирана, туку треба да биде баш за граѓаните, треба да биде активна во спроведување на нели граѓански политики, да се чувствуваат луѓето слободни, да зборат. Што планирате во иднина? Кои чекори ќе ги превземете? Во иднина јас веќе го тужам Министерството за одбрана. Планирам да правдата да ја побарам на суд. Во нашиве судови, значи не сакам да звучам скептично, меѓутоа имавме прилика да слушнеме од автентичните нели снимки како се местеле суди и какво е судството, на кое ниво е, така да немам баш многу голема доброба дека ќе постигнем нешто, ако останат работите вака како што се. Јас се чувствувам охрабрена, сакам да им се заблагодарам на сите оние пријатели кои што ми дадоа поддршка и морална и секаква. Сакам да се заблагодарам на новинарите кои што го изнесоа овој случај, имаа храброст да го објават. Сакам да се заблагодарам на Хелсиншки комитет без кој немаше да стигнам и да се охрабрам и да го зборам ова и да имам некаква правна поддршка. Така да сум им бескрајно благодарна за поддршката што ми ја дадоа. Бескрајно сум благодарна исто на институциите кои што и на вработените во одредени институции кои од симпатии за случајов не слушаа баш некои наредби од озгора дадени. Така да сум охрабрена и сакам да ги охрабрам сите други луѓе кои што чувствуваат притисок, посебно во државна администрација, дека не мора да го прават тоа. Затоа што секогаш се наоѓа подобра опција, секогаш се наоѓа друга работа, секогаш не е крај на светот за некоја плата, не знам, просек 300-400 евра да се трпат било какви притисоци. Поготово за тоа што таа плата честно се заработува во државната администрација или во некоја друга фирма каде што некој работи како работник, затоа што јас работев како референт, значи јас не бев директор, ја не бев раководител на сектор, туку честно си ја работев својата работа, честно си ја земав платата. Ја работев за Република Македонија, не за некоја одредена владеачка партија.